Доградбата на објектот на собранието во периодот од 2010 до 2016 година на најгорното 4-то ниво резултираше со подобрување на условите за работата на пратениците и службата на собранието. Под двете мали куполи сместени се собраниските сали 6 и 10, кои се користат за седници на работните тела на собранието. Салите се опремени со современа аудио и видеотехника и опрема за симултан превод и за конференцијски систем. Главниот проектант, архитектот Вангел Божиновски, вели дека при проектирањето се водел од фактот што во комисиските сали се носат важни одлуки кои комисијата ги носи според нејзината совест, но и според очекувањата на народот кој живее на таа територија. Тие елементи се елементи од каде се почнува да се проектира една сала. Значи, што е тоа свест и совест? Свест и совест е она што во религијата, во секој религиозен систем е всушност закон. Значи, направи го најдоброто што можеш и немој да направиш она што ти не би сакал тебе да ти биде направено. Според тоа, присуството на таа, да ја наречеме вселенска правда, мора да биде клучен елемент во дизајнирањето, затоа постои куполата. Значи, куполата е совеста и таа совест е се присутна, се чувствува и е доминантна во салата. Иако во апстрактна скулптура, во салата е присутен и народот, како наблюдувач на работата на комисијата, додека пак работната маса и дава посебна димензија, поточно облик на лебдење. Народот е присутен од сите 4 страни и е представен како апстрактна скулптура за човечка фигура. Секој столб на средината е еден дел од народот кој наместо да биде како столб капител, овде е столб чиј капител се наведнува за да гледа што се случува во оваа сала. Од тие два елемента создадена е оваа просторија. Треба да се обрне внимание зошто е направен овој облик на маса, ова е нарачана, значи не е купена, можела да се купи. Но ваква морала да биде нарачана заради тоа што тоа било неопходно за оваа сала да го доживее овој облик на лебдење и возвишување. Затоа и плафонот е направен длабоко барокно. Ова јас си дозволувам себе си да го именувам како македонски барок. Боите играат суштинска улога во архитектурата. Влијаат не само на естетиката, туку и на психологијата на луѓето кои го користат тој простор. Божиновски вели дека салите 6 и 10 се типичен пример како преку боите се добива друга атмосфера. Генерално, овде можете да видите колку една боја значи во архитектурата и како се добива друга атмосфера. Кога ќе одите во комисиската сала број 10, имате чувство како да сте, да речеме, во вселенски брод, висока технологија. Овде доаѓате како да сте во некоја длабока археологија, пирамиди или не знам што. Значи, само бојата колку може да смени и колку е важна. Одбирот на бои кај мене беше како уште една парафраза на основната функција на собранието. Имате противположени два става за решавање на ист проблем. Едниот став во моментот е доминантен и одбран од народот, а другиот се бори да покаже дека неговата опција веројатно била подобра и така натаму. Значи, овде е представена состојбата на и сегашниот и тогашниот парламента и пред тоа. Значи, ова е салата на ВМРО, тоа се боите кои припаѓаат на тој тип на гласачи, а од другата страна се социјалдемократите кои имаат доминантна сина боја. Значи, тоа беше, да речеме, некоја интенција, иако, како што забележувате, доколку и тоа не би постоело, и едната и другата сала
имаат поинаков карактер, само заради бојата, инаку елементите се исти. Двете сали, што се наоѓаат на ќошињата на предната фасада на собранието, малите куполи, се со диаметар од 6 метри и висина од 3 метри. Стаклото на куполите е во вид на триаголници. Тоа се посебни сендвич ѕидови од стакла и се со два вида стакла од внатрешна и од надворешна страна, исполнети со аргон и со сите оние карактеристики потребни за издржливост, за непропустливост и одбивање на сонце.